Познати се идентитетите на жртвите во синокешната сообраќајна несреќа на регионалниот пат Радовиш-Штип. 50-годишна струмичанка и 43-годишен скопјанец загинаа при судирот на автомобил Мерцедес со скопски регистарски таблички, во кој се возеле настраданите, и автобус на Струмица Експрес. Очевидци патници во автобусот велат дека патничкото возило кое што се движело во правец од Штип кон Радовиш изгубило контрола и удрило во автобусот кој што доаѓал од спротивната страна. Изгледа човекот идеше од Скопје и он му се клизна колата и право удрил автобусот. Шофер на автобус и одеше по правил пат по десната страна, нормално. И отеднач грмна право автобус. Мислехме да нешто пострашно. Ама за среќа имаме среќа голема. Човеците многу ми жал што загинаа туку с таа лека кола и другото не можеме ништо да видиме. Многу бе имал паника и се удри од самите седишта. Има ли повеќе повредени во автобусот? Имахме едно 10 жени, така, и мажи имаше, а една момичка беше по-критично. Неа заштипа однесија тука забите, изгледа се повредија, цела беше со крв. Тама однесија, ние беем туку Радовишката амбуланта. Сликаане, че ние не ме скршно ништо. Само што сме така по-оплашни и малку набиени. 13 мината патници во автобусот поминале со телесни повреди. 2 потешко повредени студентки од Струмица се пренесени до клиничкиот центар во Штип, додека на останатите им е укажана помош во Радовишката болница. Сите се во стабилна здравствена состојба. Според МВР, несреќата се случила синоќа во 18 часот и 35 минути на крстосницата кај рудникот Бучим. Увидот на полициските екипи и јавниот обвинител траеше околу 3 часа, а сообраќајот беше прекинат во двата правци. Истрагата е во тек. За сега нема официјални информации кои се причините за несреќата.